Со почетокот на новата учебна година, околу 270.000 ученици повторно седнаа во училишните клупи. Речиси 20.000 првачиња ги направија првите чекори по својот едукативно-образовен пат. Но што се е потребно за да сопреми еден ученик за почеток на школската година? Ранец, боички, тетратки, колажи, моливи, острилки, блокчиња, пластелин. Се само дел од она што родителите мораат да го купат за новата година. На ова треба да се додадат и трошоците за новата гардероба на детето. Според пресметката, врз основа на просечните цени низ книжарниците и будиците за да се подготви еден ученик за првиот училишен ден, потребни се околу 3.000 денари. По 1 септември следуваат и нови нарачки, комплети за техничко образование, кои чинат на 400 денари, уплатници за осигурување на учениците, што најчесто чини 100 денари, надомест за обезбедувањето на училиштата во висина од 500 денари. Дел од децата плаќаат и за ужинките, а сумите се различни, од 350 денари па нагоре. Оние пак кои посетуваат целодневна настава или дневен престој, месечно треба да одвојуваат сума над 2000 денари. Ако во семејството има 2, 3 или повеќе деца, сметката само за септември ќе надмине 10.000 денари. Децата пари собираат и за бели листови за копирање, за тоалетна хартија, за сапун. Во многу училишта родителите ги плаќаат и униформите. Па така, ако се соберат сите овие трошоци, за еден ученик скромно да се подготви за новата учебна година потребни се околу 6.000 денари, додека пак оние родители кои имаат подлабок џеб ќе може да потрошат и повеќе од 200 евра.